Ciklonot David sinoća na istokot donese malku došno mnogu nesonica. Isplašeni od najavite za silni doždovi i možnost od poplavi, mnogu семејства од регионот останаа будни и на штрек. У секој момент сме поготвени, имаме си дежурни што ќе дежурат, и дежурат, неке дежурат, неко и дежурат и дењи и ноќе. Имаме поставено вреки, собираме се тука од урбаната заедница. Тие што беа поплавени, исто и они излезеа, помогнаа околу 300 вреки да пуниме песок со вреки и се поставени проку тоа. Па сега натака што ќе ни даде Господ, тоа е. Овој пат невремето го одмина и лакавичкиот регион каде излевање на реката сепак немаше. Вчерашната вечер бевме будни, сите го следевме невремето, но за среќа во Штип и Штипско немаше некои поголеми врнежи, освен силниот ветер кој што дуваше. Предпазните мерки остануваат до понеделник, бидејќи се очекува и оваа вечер да паднат поголеми врнежи. Остануваме будни, ја следиме ситуацијата. Сепак превентивно денес коритото на Отиња дополнително се уредуваше, а неколку машини беа ангажирани за таа работа. Сега и самите можеме да видиме дека се делува превентивно, се со цел да бидат заштитени граѓаните на општина Штип. Овие денови се наместија, односно обезбедени се сите мостови до оштетењето на река Отиња, така да сега превентивно откако ќе делуваме превентивно, се со цел од најавеното невреме да не дојде до некој поголем проблем. Од денес и 12 евакуирани жители од Кучица и Козијак повторно се во своите домови. Тие синоќа поминаа без проблеми, но не и линиите на ЕВН. Силниот ветер во Карбинско предизвика неколкучасовен прекин на струјата во повеќе овдешни села. Од утринава состојбата е нормализирана, но опасноста од Давид не е помината, па бесона ноќ повторно е пред кризните штабови. Ние ќе бидеме во полна припремност до понеделник, затоа што дождови се најавуваат и за денеска и за во недела нарач. Тоа значи дека ќе бидеме во полна припремност и ние како локална самоуправа и јавното претпријатие ќе бидеме 20 часа, ќе дежураме. За разлика од Карбинско и Штипско, на опасноста Давид на крајниот исток гледаат малку порелаксирано. Нема страшно, ние сме меѓу планините, вода тука нема да дое, ветер нема. Времето рекоа дека ќе е лошо, а моментално кај нас е супер, одлично. Ние сме на високо, нема да не фане нас. Со здрава това сам се снабдил. И колку има, како ќе дое така. Што прогнозираат синоптичарите за оваа ноќ? Врнежи се очекуваат и во сабота, значи во ноќните часови и во недела. Во предподневните часови не е исклучено, значи врнежите во овој регион да имаат и пообилен карактер. Инаку на Давид му предходеше Вера, која направи огромни штети во источниот регион, чија санација се уште трае.